Државата е 100% газда на нашата фирма, ако ќе дојде за работа, за придонеси, за плати, бегате од одговорност. Ние сме сите со под над 30 години стаж, немаме здравствено осигурување од 1-2 месец 2011 година платено. Пензиско немаме од 5-6 месец 2012 година. Јас лично за мене кажувам, една година ги молам да ми да пари за операција за око, не даваме пари од останатите плати. Направив молба, во јануар месец еве година ќе пари уште не ми дава. Проблем ни е здравството. Во моментов сега има најмалце 3-4 луѓе што треба да одат на операции. Тие треба по 3-4 евра да плата. Од каде? Од што? И најболно што е, предлог му се дава да се откаже од работа, да се пријава во трудо, да зема картончина, да се излекува, па наводно дека ќе ги вработа повторно. Дојдовме овде бараме до градоначалникот на благодарност, ако може да ни излези во пресред, да ни даде средства да одиме до Скопје до влада, ако може некако владата во нешто да ни помогне, сепак нивни сме деца. Да речам дека сме нивни деца, пошто сме под државата. А маскарно сам јас имам решение со намалена работна способност од фондот за пензиско и инвалидско. И сега ми викаат дека да одиш преку трудот да си добиеш плав картон и да се лечиш ако сакаш. Јас сум 34 години тука. Кај да ја најдам мојата енергија и кај да одам јас да живеам понатаму? Намалена работна способност? Намалена работна способност имам од фабрика, од тука, од работата, од химикалите. Намалена. Не можам да се лечам сега, не можам. Немам право, не ми дава право на инвалидска пензија. 34 години платени придонеси и сега имам проблем, имам запушување на артерија, треба да одам Скопје на кардиологија, 2000 евра ми треба да платам, а кај да ги најдам? Живеам 7 км далече од градот, не можам да додам на работа, каму ли Скопје да додам. Виновникот, прво треба, менаџерскиот тим за мене е први виновен, али менаџерскиот тим го поставува владата. Ако не е вреден менаџерскиот тим, владата треба да си преземи обврски. Ние сме фирма, знаете, со државен капитал 100%. Бараме да се слушни гласот, да се помогне некако, да се сигнализира, пошто еве, треба и Скопје, барат и Скопје да се оди. Сиромашки се луѓе, не може да плаќаат превоз. Скопје да се оди, секој треба да потроши по 1000 денари фазла. Сте барале средба со владини представници, бидејќи владата е одговорна во секој случај за ова што се случува. Дали имате официјално побарано средба? Имаме дописи пратено. Еве вчера пак до пратениците од Прилеп му испративме писма. Бараме тие да го покрене тоа на влада како прашање за разрешување на овие проблеми што досега што ги кажуваме. Значи исплата на заостанати плати, решавање на статутот на фирмата. Значи конечно решение. Конечно решение. Социјални пакети, едно од решенијата е тоа, или да се најде стратешки партнер на фирмата, слично нешто како во Тутунски, или пак да се обезбеди социјален пакет за 100 до 150 луѓе, со тоа мислам дека ќе се намалат вработените и ќе би можело полесно да се обезбедува плата и работа. Ние не можеме да го решиме случајот. Едино да си ги земиме работните книжки и да си замениме. Како ќе го решиме? Не се решава. 20 години е проблемов на фирмата. Не од вчера. Владата мислам дека може да помогне. Колку што може. Како и на другиве загубари, гледам дека му помогне. Значи, ако се зафатат, барем дел на вработените ќе заминат со социјален пакет и другите што ќе останат, си велам дека ќе работат.